Добар ден, добри луѓе. Денеска е 1 април, една недела од нашето доаѓање во Скопје. Оваа недела измина фантастично добро. Одиме во Никон да земеме нов 2470 за еден од моите апарати. Поздрав до моите шведски другари кои ме проколна да си го донесам дождот од Шведска. Скопје се гради, но тажно е што не се доградува. Почнуваат, но тажно е што не завршуваат. Градов фантастичен за точак, електричен скутер и пешки. Премногу возила има. Ја не знам зашто луѓето конечно не сватат дека возило е превозно средство, а не за курчење, со извинение на зборот. Верувате или не, во изминативе недела дена во Македонија имам точно направено 270.000 чекори. Што е поприлично многу. Тоа е таа некултура. Се вози по пешачки стази, се вози секаде. Тоа последица затоа што татко му на господинов што за малку ќе ме згазеше, му го оставил Скопје во наследство. Многу сме близко до Никон. Јас прв пат доаѓам овдека. Добро е што Иван ми објасни каде се наоѓаат, па можеме лесно да ги најдеме. Ми рече да му се јавам пред да дојдам. Но јас не го направив тоа. Ми рече ќе видиш убава зградичка на која пишува Рефот М или Никон. Ми откриваше една тајна. Мојот другар Владо Георгиев, онаа зграда ми изгледа како Никон зграда. Боите се тие. Владо Георгиев ќе има овој месец изложба. Јас нема да му се јавам, него ќе се појавам на изложбата да го изненадам. По оваа уличка доаѓате до зграда која е во боите на Никон. Ќе си влезам као нормален купувач. Дечки, убава зградичка. Работно време од 8 до 16. Влекуваме во Никон. Добар ден. Дали смеам да си влезам со камерата? Ама да не ве снимаш. Да не ве снимам? Да, бе. Зашто бе да не ве снимам? Зашто да не снимаш? Абе, дечки, затоа што многу ве сакам. Ама не си бил тука, така? Не сум бил Старото. во старото место ви бев, многу пати во новото не. Дечки, ова е продавницата на Никон. Ви се свиѓа? Порано нема вака интересни работи, изложени. Таму доаѓаш, претходно си закажуваш што сакаш да си купиш, ти го носат, си плаќаш и си одиш. Иван тука е? Викај го. Кажи му, дојде другар ти Боби од Шведска да те види и да си купи нешто. Иван таму ли? Еве ги тие интересни светла. Нека се стигне тука Боби од Шведска е веден тука. Се слушнале. Бумче. Сега ќе дојде Иванче да го видиме. Горан знаеме дека е во Белград. Ама и со него ќе се видиме додека сме во Македонија. Овдека опремата е многу поевтина за разлика од кај нас во Шведска. Драстична разлика има? Многу. Многу драстично. Го гледате колку е убав. Толку е убав. Иде вака во една кесичка на која пишува Никон. Имаат све, буквално, па дури и двогледи. Ние тргнуваме сега на кај дедо Дибе и баба Цеце да го однесеме дома, па продолжуваме понатаму со видеото. Се гледаме за брзо. Значи, бевме во Анхоч, да видиме дали ќе најдеме пуњач за нашите микрофони. Најдовме микрофони, ама не го најдовме посебно пуњачот. Така да, дечките беа многу услужливи, браво за Анхоч. Во градски трговски беа многу услужливи и ми кажа, откажи се од потрагата. Има до душа поприлично, има и Insta 360, има и 13 Pro. Али додатна опрема за камери
микрофони и слично нема. Дечки, останете со вториот дел од видеото, ќе биде многу интересно. Ќе го изненадуваме Владо Георгиев, бидејќи денеска си пишувавме. А Владо знае дека јас сум во Шведска. Не знае дека сум дојден во Македонија и не знае дека ќе го изненадиме вечеров. Да врне и да вее и бура да коси, тоа за Боби ништо не е. Пошта не носи, ама ќе накисне под се исклеа. Дојде време да одиме на изложба. Да видиме што подготвил нашиот ни Владо Георгиев. Еве го Мики Црнокрак. Кај се? Каде? Каде? Тука ли си, бе, мајму? Кој дојде? Дојдов и се кријам недела дена. Праше го Иван. Иван, колку време му се кријам? Недела дена му се кријам. Jel ova sa televizije? Ово е шведски. A, i švedska. Дојде на гости, дојде и кај нас у фирма Бев да си земам објектив, да си направам муабет. и ги виде. Не, и он ми каже уште од Шведска ми кажа дека имаш, а вика ти кај Владо на изложба нема да јаш, викам ќе идам. Зашо не? Дојно. Лајно. Само вика ќе го изненадам, не му кажувам. Не му кажувам. А му пишувам, 2 дена му пишувам, му викам, А пишува, бе. убаво да си поминете. Ќе дојдем. Пушта водичка. Да, да. Иначе Владо имал секогаш интересен пристап. Го користев неговото студио дека не го имав моето. И да ви кажам право, секогаш сум бил воодушевен од неговиот пристап на работа. Актовите му се секогаш многу интересни. И интересна една работа што ги користи сега светлата кој ги носи и за кој е застапник Рефотем во Македонија. Навистина добра изложба. Многу сум среќен што има оваа изложба. Одлични фотографи. Одлични, ова ми е омилено. Значи, браво Владо. Браво, друже, се гордеам што имам пријател како тебе. Буквално, и колега. Фантастични. Една утка нема. Дечки, јас сум многу среќен. Владо има направено прав дел. Значи, браво, Владче. Пофалби, само пофалби. Свака му част. Јас сум, да ти кажам право, изненаден. Многу добра изложба. Многу е добра изложба. Фантастична изложба. Одлична изложба. Браво, Владче. Браво, Владче. Еве го балканскиот шпион. Балканскиот шпион снима со едно камерче. Значи, балканскиот шпион снима со едно камерче, сака да ми ја земе работата.
Тезгата тебе, камаш да ти ја земам ти како фраjer си. Не можеш ти ме тезгата да ми ја земеш, брат, треба 2600 километри да испатуваш за да дојдеш да ми ја земеш Види го тезгата. што се направил, не можеш да познаеш човек. Швеѓанка стана, значи, Швеđанка стана. па добро. Уште малку се откажувам од швеđанството и сега ќе станам португалец. Па За месец и пол ќе станам португалец. Па добро, баш ми е драго што ти немаше да познам да не ми седеш, озбилно ти кажам. Епа, значи тоа што бев јас порано сега е лесанец. Ќе се породи и он, не се Тука секирајте. сме на Балканот така. Уште еден многу добар фотограф. Звони звонче исто како во школа. Владо Георгиев ќе држи говор. Идеме натаму да видиме што ќе се случува, бидејќи има аларм. Вика, ајде дојдете, сите, поредете се, Владо ќе држи говоранција. Лесански, очекувам да ми го дадеш видеото, Владо, како ми ја потпишува книгата. Значи, Лесански ми е колега од македонска телевизија. Ме потсетиш на Facebook, само Ќе го пишам. потсетам на Facebook да ми го даде делот од видеото каде што Владо ми ја потпишува книгата. Иначе, Владо во книгата вака ми напиша, морам да ви покажам. Убава посвета, не те мразам, за Боби, Владо Георгиев. Драги гости, љубители на варијациите на светлината и на темното и светлото, на колорот, на љубители на инспирацијата, на тоа што го прави и што го дискутира Владимир Георгиев. Немам среден одговор. Многу се радувам што имам локал проект. Многу сум среден одговор. Можам да кажам дека ова излож тоа е сега почеток на моје едно второ полувреме, затоа што имам година пауза на време, 10-12 години. И не сакам да должам многу, напред нешто што им се топа на луѓето, а тоа би било целото луѓето. Направам нешто кај што барем поголемиот дел на публиката ќе биде задоволен. Немам што да спорам да должам, ама повелете кој не видел, нека гледа, кој видел, нека ужива. Тука сум за вас. Добре дојдов. Дечки, со ова го завршувам ова видео. Значи, ова видео е поврзано Никон со Владо Георгиев. Се надевам дека мојот другар конечно ќе го смени апаратот и фирмата и ќе дојде кај нас Никонџи и дека ќе ни биде све супер. Рефот М, свака част, одлични производи, одлични услуги, Владо, свака част, одлична работа. Дечки, бидете добри, се гледаме во следното видео. Се одјавувам, овдека завршуваме еден преубав период од 3 дена низ градов. Сум многу среќен да имам дома да легнам да спијам и многу сум уморен. Ајде, чао!